Советот за превентива, тело со кој раководи градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев без претходна најава, синоќ спроведе ноќна превентивна акција наменета за возачите на мопеди. Конкретно беше практично проверена состојбата со употребата на заштитната кацига кај нас во општина Кавадарци. Ова тело во кое членуваат компетентни и стручни лица на Кавадарци има за цел да превенира појави кои имаат помасовна опатеност од безбедносни и други ризици, а со цел наместо со репресија преку превенција да се намалат девијантните појави. Неупотребата на заштитната кацига кај нас во над 90% од случаите беше причина повеќе да се направи практична акција која со помош на полициската станица од општа надлежност Кавадарци беше спроведена на неколку локации во градот Кавадарци. При тоа, активистите на Советот за превенција, градоначалникот Митко Јанчев, председателот на Советот Ристо Сакалиев, судијата Лазар Нанев, командирот на полициската станица од општа надлежност Сашко Димовски и други лица, стручни во областите во кои професионално работат, лично да делат флаери со превентивни пораки. При тоа, во разговор со управувачите на мопеди, кои не носија, им беше предочена потребата од нивна безбедност со носењето на заштитната кацига. Статистички гледано, превентивните акции дават над 50% подобри резултати од репресивните мерки. Затоа градоначалникот Јанчев, уште на стартот на неговиот мандат, се заложи превентивата да ја применува кај разни девијантни појави, присутни кај нас, кај нашите граѓани. Еве што забележавме синоќа на терен и при посетата на полициската станица од општина надлежност Кавадарци. На денешен ден 11.7.2019 година е одржан првиот состанок на локален совет за превенција. Овој локален совет за превенција во општина Кавадарци е составен од пред месец и пол со одлука на совет по правилник и протокол врз основа на Министерството за внатрешни работи. Советот за превенција има голема улога во превентивните мерки и во превентивните улоги во делот на целокупното општество и во целокупното функционирање на граѓаните. Денеска, врз основа на држаниот состанок, е договорено да има координативна, превентивна заедничка акција со Министерството за внатрешни работи и 6 члена од Советот за превенција, каде што врз основа на изработени претходно флаери од општина Кавадарци и Советот за превенција ќе се доделуваат од поавторитетни личности, односно личности кои што влијаат на општеството и се дел од Совет за превенција, така да ќе му се укажува на мотоциклите, на мопедите, за делот на нивното значење на безбедноста и учество во сообраќајот. Врз основа на тоа, колку што се договоривме на 4 до 5 пункта, со 5-6 членови од Совет за превенција, заедно со МВР, односно полициска станица Кавадарци и командирот и неговите стручни соработници и заменици, од 20 часот па до 23 часот ќе имаме превентивно деделување на флаери и можност за комуникација со сите учесници во сообраќајот и нивно значење за безбедност. Особено ми е драго и би сакал да ги поздравам сите активности кои што локалниот совет за превенција и изминатите години, меѓутоа особено ова година, ќе ги имплементира во делот на превенирањето од сите аспекти кои што се однесуваат и како на неприлагоденото и несоодветно однесување на сите граѓани, особено на децата, а пред се активностите кои што се однесуваат на превенирање во негативните дејанија кои што се однесуваат во рамките на сообраќајните деликти. Превенцијата е една од најважните столбови во системот на активности кои што се однесуваат на спречувањето на несоодветното однесување на децата. И не случајно Советот за превенцијата својата прва активност денеска, односно вечерва, ја организира токму во рамките на превенирањето на сите негативни однесувања на децата, односно учесниците во сообраќајот, бидејќи сообраќајот всушност представува еден начин во кој што децата и нивните родители сакаат да ги манифестираат и да им помогнат на децата активно да се вклучат во сообраќајот, меѓутоа тоа да биде направено на еден начин преку кој што тие ќе ги имплементираат, односно ќе ги почитуваат сите правила, сите прописи кои што се пропишани со законот. Репресијата се разбира дека согласно законот представува еден начин во кој што генерално може да се влие на однесувањето на децата, меѓутоа начинот на превенирање, односно спречување, всушност представува една
генерална превенција која што понатаму не само ќе влие на оние кои што се учесници во сообраќајот, туку ќе ги одврати и сите оние кои што евентуално би сакале понатаму да учествуваат во сообраќајот. Со укажувањето на да се вози внимателно, со укажувањето дека сите деца кои што управуваат мопеди треба да посетуваат посебни заштитни кацеги, со укажувањето на тоа дека во моментот на вклучување во сообраќајот задолжително треба да бидат во состојба во која што нема да консумираат алкохол, со кој што ќе ограничат брзината на движењето. На овој начин преку фаерите кои што локалната самоуправа, градоначалникот и Советот за превенција ги имаат изготвено, ќе помогне во делот на она што значи создавање на една свест со кој што ќе се почитува и Законот за безбедноста на сообраќајот, односно личната безбедност, меѓутоа и безбедноста на сите граѓани. Се надевам дека ова ќе биде добар поттик во иднина да се намалат бројот на сообраќајните деликти на нашето подрачје.